А ние сега продолжуваме со следни содржини. Ке се вклучиме линковски во живо. Нашата колешка Ирена Спировска веќе ја гледате на ТВ екраните. Иренче, добро утро. И ке зборуваме за деновите на финансиска писменост. Па ајде да слушнеме за што конкретно станува збор и како да бидеме финансиски писмени. Слободанка, добро утро до тебе, добро утро до сите гледачи на нашата утринска програма. Ова утро ве поздравувам од просториите на Универзитет Скопје, а како што веќе и ти претходно најави, зборуваме на тема финансиска писменост. Веќе 8 години поред се организираат денови на финансиска писменост во тек на месец ноември, а оваа година активностите ќе бидат сконцентрирани во следниве 3 дена: 26, 27 и 28 ноември. Деновите на финансиска писменост ги организираат регулативните тела, односно институции за финансии кај нас, приватниот финансиски сектор и секако во соработка со граѓанските здруженија. А нешто повеќе за активностите што ќе се случуваат во следниве 3 дена зборуваме со Дарко Саздов, член на Советот на експерти при МАПАС. Добро утро. Добро утро и од мене и поздрав до вашите гледачи и благодарност до вашата телевизија што ќе го поздрави и ќе го поддржи овој настан на денови за финансиска едукација кој агенцијата МАПАС го организира заедно во координација преку координативното тело на финансиски регулатори, заедно со Народната банка, Министерството за финанси, Комисијата за хартија од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурување и нашата агенција, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, кој овие денови за финансиска едукација ќе ги спроведе во периодот од 26 до 28 ноември во соработка со образовните институции, каде ќе имаме средби со граѓани и студенти од нашата земја, како и со часови или презентации по општините во градот Скопје. Наредните денови се планира средби со општините во град Скопје, општина Кисела Вода и општина Бутел, но секако тука не запира нашата активност, продолжува и наредниот период. Финансиските регулатори продолжуваат во заедничка соработка да соработуваат со цел поголема транспарентност на финансискиот сектор и едукација на населението, посебно од тоа што на населението и јавноста треба што подетално да се информира за финансиските производи во нашата земја. Се разбира дека финансиската стабилност зависи од стабилноста на секој финансиски сектор поединечно. Така и нашиот сектор пензиско осигурување со воспоставување стабилност влијае на целокупната финансиска стабилност во нашата земја. Посебно, еве да истакнеме за капитално финансираното пензиско осигурување, на тие презентации ние што ќе ги презентираме, посебно ќе се задржиме за капитално финансирано пензиско осигурување, каде јавноста ја запознаваме со основите на капитално финансирано пензиско осигурување. Така е формирана и нашата агенција со цел супервизија и регулатива на системот, со цел да има стабилен пензиски систем. И основна цел на нашата агенција е заштита на интересите на членовите во капитално финансирано пензиско осигурување, од аспект на тоа што капитално финансирано пензиско осигурување е така концепиран што лицата задолжително влегуваат во капитално финансирано пензиско осигурување, сите помлади од 40 години и секој што за прв пат се вработува по 1.1.2019 година. Така што секој ново вработен со првото вработување се запознава со капитално финансирано пензиско осигурување, од аспект и тоа што системот е концепиран на дефинирани придонеси. Тоа значи дека е дефиниран придонесот уште со првата плата што ќе земе работникот, се одвојува 6% од неговата плата, од бруто платата се одвојува на индивидуалната сметка на членот. Ризикот
го презема членот, но сите тие ризици од аспект на инвестирање и управувањето со ризиците влијаат на индивидуалната сметка на секој член во капитално финансирано пензиско осигурување. Колку сме како луѓе тука на ова наше тло во Македонија финансиски писмени и колку ваквите методи, алатки и предавања ни помагаат да одиме чекор понапред во таа финансиска свесност и едуцираност? Не може да очекуваме дека секој е финансиски едуциран, но финансиските регулатори треба да помогнат на секој граѓанин, на секој член, на јавноста преку вакви активности да се запознава со производите што ги нудат секој поединечно. Се разбира и пензијата е секако еден финансиски производ. Тоа е има и економски и социјален аспект. Самите карактеристики на пензијата го прави малку посложен производ. Ме разбирате, од аспект на тоа што тоа е долгорочен производ. Секој од нас повеќе сака побрзи, поедноставни, а ова пензијата е производ кој е долгорочно уште од првото вработување па се до периодот доека ги исполните условите за пензионирање. Потоа пензијата опфаќа голем опсек на членови и на јавност, бидејќи голем број на податоци се собирани во пензиското осигурување од аспект на тоа што голем број на граѓани се вклучени во пензиското осигурување. Веќе во системот средствата се над 2,6 милиарди евра, што е негде околу 16% од бруто домашниот производ на државата, а членството е негде над околу 650.000 членови. Така што други карактеристики на производот како пензија е и тоа што има различни обсези од аспект на развојот на дигитализација. Членовите кај пензиското осигурување имаат низок степен на толеранција кон ризик, од аспект на тоа што производот како пензија е повеќе екзистенцијален отколку да имаш тедлива компонента. Потоа од аспект на, како што кажав, на дигитализација, потоа сме изложени и доста и на сајбер ризици од аспект и на големина на систем. Потоа вообичаените ризици што ги имаме во однос на управувањето. Сега нови има ризици од аспект на климатски промени во однос на приносите што се остваруваат во однос на пензиското осигурување, како и ризикот се разбере и од долговечност. Во последно време не само нашата држава и општо во јавност и во другите држави се повеќе ризикот од долговечност се појава како клучен од аспект на тоа што луѓето живеат се подобро, храната е подобра, фармацијата се развива. Тоа од една страна добро е за населението што живее подолго, но за пензиското осигурување има многу предизвици од аспект на тоа придонесите да се зголемат како за повеќе средства има во пензија, или пак од аспект на предизвици што подолго да се зголеми работниот век, например. Активностите почнуваат практично денес, од деновите на финансиска писменост, во 11 часот тука на Универзитет Скопје. Која ќе биде првата тема, односно на што ќе се стави акцент на ова прво предавање? Така е, на деновите започнуваат денес на Факултетот на Скопје, каде што сме и денес во овие простории. Акцентот секојаш се става во однос на информирањето на членовите од аспект на тоа што запознавање и информирање, дека подигање на свесноста за финансискиот производ пензија, од аспект на тоа што едноставно на јавноста мора да биде свесна дека автоматски е вклучена во пензиското осигурување и дека постојано треба да следи секој индивидуално. Дали неговиот работодавач ја уплаќа соодветниот придонес на неговата индивидуална сметка.
Потоа, подигаме голема свесност за ажурирање на податоците. Често не сме свесни кога се работи за пензиско осигурување дека треба, доколку смениме место на живење, дека треба да се ажурираат тие податоци. Доколку се смени и презиме, например, кога менуваме, едноставно ажурирањето на податоци им дава и на пензиските друштва по-добар пристап до членовите. Тоа што сакам дополнително да го кажам, дека агенцијата цела оваа активност на денови за денови за финансиска едукација го спроведува и со бизнис секторот, со лиценцираните пензиски друштва во системот, кои се лиценцирани од страна на агенцијата, тоа се КБ прво пензиско друштво, Сава пензиско друштво, Триглав пензиско друштво и ВФЛП пензиско друштво, кои заедно со агенцијата ќе ги спроведуваат овие активности, како што кажав, и во образовни институции, и по општините на градот Скопје, но повторам, тука не запираат активностите, секој, еви преку вашата телевизија, да апелирам дека јавноста, дека нашите простори и како и на агенцијата, така и на пензиските друштва се отворени постојано за секакви прашања што ќе ги имаат, така што продолжуваме со овие активности, се разбира и активностите во однос на целосна транспарентност на податоците на веб страните на нашата агенција и на пензиските друштва може да се добијат голем број на информации што би биле од корист за членовите на капитално финансирано пензиско осигурување и на јавноста воопшто. И за крај, бидејќи спомнавте дека следуваат активности во општината Бутел, општина Киселавода, може ли да кажеме конкретно од колку часот и каде ќе се одвива, за да можат сите заинтересирани да се приклучат и да слушнат дел од предавањето? Така е. Денес е на факултетот Скопје во 11 часот, во општина Бутел е утре во исто така во 11 часот, а во општина Киселавода е во 12:30 во четврток. Така што сите овие информации ќе ги добијат и на нашата веб страна, а и на податоците се и кај нашата веб страна и на веб страните на пензиските друштва. Дарко, ви благодарам за овие информации, ви посакувам успешни денови на финансиска писменост, со што повеќе слушатели и заинтересирани граѓани со цел на вистина да ја го подигнеме нивото на нашата собствена финансиска писменост. Уште еднаш многу ви благодарам на вашиот медиум за поддршката на деновите за финансиска писменост. Еве, тука никаде ќе се одјавиме. Слободанка, не знам колку ти ги следиш овие активности, но верувам дека еве и до сите што утринава не гледаат и не слушаат допре оваа информација, па ќе ги поттикнеме да бидат активни, да следат благодарение на сите овие алатки, веб страницата, а и непосредните предавања и контакти кои што ќе се одржуваат во тек на следниве 3 дена во рамки на деновите на финансиска писменост. Благодарам, Ирена, убави информации добивме токму на оваа тема.